вечер, европски паланчани! Добро вечер, обоени, шарени паланчани! Дојде шарената револуција! Дојде после 10 години молчење, после 10 години угнетување, после 10 години грабење на нашата држава и нашата иднина. И дојдовме и тука сме. И ќе речеме, нема веќе да молчиме. Доста беше мол! 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 Почитувани пријатели, дозволете ми најнапред една порака. Разбрав дека после минатото марширање, многумина од вас биле викани и повикувани. Една лична порака до Арсенчо. Арсенчо, да не те лаже Господ некого да викнеш на разговор после денешниот митинг. Арсенчо! Немаш право никого да викаш. Имаш право да чутиш и да чекаш да ти дојде редот да бидеш викнат. Затоа што таму каде што треба да одиш, тогаш кога ќе отидеш, тогаш ќе дојде правдата, тогаш ќе дојде мирот. До тогаш нема правда, нема мир, нема правда, нема мир. Нема правда, нема мир, нема правда, нема мир, нема правда, нема мир, нема правда, нема мир. Дозволете ми на овие наши сонародници од против да им порачам. Пријатели, сограѓани, кого чувате? Кого браните? Зашто се залагате? Која е вашата иднина? Дојдете со нас! Дојдете со нас! Дојдете со нас! Немаме сендвичи, немаме дневници, ама имаме срце, ама имаме душа, ама имаме идеја за да ја направиме ова наша Македонија, европска, светска, демократска, на таа Македонија сите сме и потребни. Дојдете со нас! Ја гледам она креатура од пациент Никола Груевски. Одел на избори затоа што изборите му биле бетон. Никола, гледај ја ова река од народ што секоја вечер ти се влече низ државата. Ја нема тој бетон кој што може да издржи оваа река. Оваа река ги носи сите твои бетони. Оваа река ја носи слободата. Оваа река ќе изгради Македонија. Оваа река ќе ти пресуди тебе, Никола. И немој да се секираш. Твојата иднина е известна, затоа што нашата иднина е известна. Ова ќе биде демократска Македонија, а ти ќе бидеш грижен онаму каде што ти е местото, онаму каде што секојаш треба да завршат криминалците. Во затвор ќе завршиш, Никола, и парите што ги украде ќе ги вратиш. Дозволете ми на крајот, паланчани, да ви порачам. Се ближи крајот. Република Македонија завршува најнеславниот период од својата историја. Пред нас, зад нас оставаме мракот, пред нас ни предстои, пред нас ни доаѓа една нова иднина по која што ќе ја градиме заедно сите Македонија. И токму затоа е нашата големина, и токму затоа е нашата убавина, затоа што сме овдека сите собрани, шаренолики, без оглед на нашата политичка, етничка или не знам кака се религиска припадност. Затоа сме ние силни, затоа што ние
не зборуваме за делби меѓу народот. Ние не зборуваме за поделба на предавници и на патриоти, затоа што знаеме дека оваа е држава на честни граѓани. Оваа држава е држава во која што луѓето заслужуваат европска иднина. Оваа држава е држава во која што нема повеќе да дозволиме да се иселуваат младите. Нема повеќе да дозволиме со нашите деца да разговараме на Skype, затоа што одлучиле да се иселат од овдека, затоа што не најде за складно Вреникова за овие 10 години 50-60 милиона евра да инвестираш, па да имаме една современа сообраќајница од Скопје до границата со Бугарија. Токму затоа ни бегаат нашите деца. Не е патриотизам, драги мои пријатели, ако се пусате во град и ако зборувате Македонија. Патриотизам е ако ја градите оваа држава, не ако ја крадете. Патриотизам е ако за своите луѓе, за своите граѓани обезбедите иднина во местото каде што се родени, во местото каде што се израснати, затоа што се тука корените, тука е убавото, тука е најмилото, тука се родени, тука треба да живеат, тука треба да ги гледаат своите деца и своите внуци, не по белиот свет. Почитувани пријатели, на крајот, дозволете ми да ви ветам и во свое име, и во име на шарената револуција, на социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Нема да попуштиме, нема да не скршаме, нема да застанеме. Ќе одиме до крај. Република Македонија заслужува да биде современа европска држава. Република Македонија заслужува овие градци да бидат здружени таму каде што им е местото. Ние да се ја градиме слободно нашата иднина. Градците да завршат во затвор. По тоа име те поздравувам да сте ми живи и здрави и уште еднаш Арсенчо, да не те лаже Господ, било кој да биде викнат, ќе биде дознаено, тешко тебе кога ќе те викаат.